За нас почнува живот со ново име и нова страст. Сред нешто сиво сме нашле едно цвеќе што расте веќе и цвета тоа знај. За нас почнува живот од овој час, од овој час. На 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 на. Здив. Ова е љубовна. Тешко дишам. Ни лекар не ме лекува. Повлекувам здив длабок. Треперам од преголема љубов кон тебе, девојко убава. Мајка. Го барам гласот на мајката. Го барам тој глас. Насекаде околу мене. Каде е? Те прашувам. А ти ми одговараш. Во сонцето е. Негде е. Најди го таму. Кај ангелите мили кои ги чува. Срцето на една мајка борец. И оваа исто многу ми се допаѓа. Цако не само што пишува за секого и овие бисери ги ниже во оваа книга, туку и подсетува дека навистина треба да се чита. Книга во твоите раце. Отвори ме, пријателе. Не плаши се од мене. Можеби утре ќе бидам на интернет, но не заборавај да ме читаш. Некои луѓе не се среќни, депресивни се, со солзи, како од соларник посолени. Касни си рипче, мерак да ни помине. И јас ја имав честа и задоволството да бидам уредник на оваа книга и навистина ми беше привилегија. Нашега му реков на Цако, ако дојдат сите девојки на кои што си им посветил песна, можеби ќе настане некој инцидент во МКЦ, ама е една по-неутрална, нема да именуваме. Ке си видите сами, впрочем, подоцна. Ми затвори врата е насловот. Ме остави да страдам, срцето мое само тебе те бара, драга. Но ти ми затвори врата, пред да ти кажам дека те сакам. Песните на Александар Матовски Цако се нежни и едноставни. Ги ниже како бисери, за секоја драга личност по една. Запишани се онака како што ги доживува, како лирски слики. Од нив извира чиста емоција, од некој кој животот го живее со полни гради и чие мото е: човек, кога е со љубов, ќе постигне повеќе. Токму таа, љубовта, е централна тема во поезијата на Цако. Кон дедо му, семејството, неговиот идол Тоше, жените, природата, кон животот воопшто. Тие се парчиња од мозаикот што ја сочинуваат синтагмата "Јас сум Цако". Неговата поезија, како и се оно што го прави тој, се вистинска инспирација за луѓето со попреченост. Всушност тоа е и главната порака во овие песни, дека кога се има љубов, се може се. Оваа книга не е само битна како поетска збирка, туку незината величина е во тоа што испраќа голема и моќна порака. А тоа е дека и лицата со попреченост може да ги поместуваат своите граници. Но секако за тоа е неопходна поддршката не само од семејството, туку од системот воопшто. Во контекст на поддршката на семејството и колку е битно да ги имате вистинските луѓе покрај вас, оние кои што ќе го препознаат потенцијалот во вас и ќе ви помогнат заеднички да ги проширите границите, би сакала да ја поканам мајката на Цако
Снежана Матовска, на која што и се посветени неколку песни во оваа стихозбирка, секако како благодарност за се што таа направила за него и секако и неговото семејство. Во оваа песна ќе најдете песни посветени на неговиот татко, брат, сестра и сите оние блиски луѓе. Ви благодарам на сите вас присутни тука, што дојдовте да го чествуваме 10-годишниот поетски опус на нашиот Александар Матовски. Да присуствуваме на оваа промоција на неговата поетска трилогија, творена во периодот 2009-2019 година и насловена како Јас сум Цако, како една синтагма што почнува да го одликува ова храбро младо момче. За оние кои веќе ја имаат купено во literatura.mk книгата и ја имаат прочитано, знаат и видоа, за оние кои што ќе го сторат тоа вечерва или некој наредните денови, може да забележат дека таа изобилува со многу бисери во еден шарен свет на нашиот единствен Цако. Младото момче со Даунов синдром, кој што ги руши сите стереотипи и бариери. Што би рекла Сузе од Доза среќа, Цако е мразокршачот. Тој што го пробива мразот, а пробивајќи го за себе, го пробива и за тие позади него. Мојата другарка Вања милуваше еднаш да каже дека Цако е роден со милат звезда, што верувајте ми точно, бидејќи на ова момче му се отвараат на вистина вратите, а кога ќе ги отвори вратите еднаш пред себе, не ги затвора, туку ги остава отворени за сите лица со попреченост, независно дали станува збор за Даунов синдром или било која друга попреченост, или на крајот на краиштата било каква различност на човек кој што не е со типичен развој во оној, да речем, буквален смисол како што го толкува општеството. Александар Матовски Цако е член на семејството Матовски. Тој е нашето второ дете, по старата сестра Марија и по малиот брат Бојан. Горда сум што со мојот сопруг Зоран успеавме да изградиме 3 бисери, кои што се можеби едни од бисерите на Цако во неговите песни. Горда сум што ги научивме да живеат со различностите, да ги почитуваат и како што пред некој ден на Facebook напишав луѓето да ги третираат како луѓе, а не како интересни сфери или некој нешто ако им дал, па да тоа му биде предимство во неговиот понатамошен живот и другарување. Значи, како семејство секогаш сме се труделе нашите деца да ги изведеме на прав пат и да им го посочиме тоа што е човековата вредност и се надевам, а верувам дека се ова што го слушнавте пред малку за Цако, некога друга прилика и за Марија и за Бојан, се покажа дека тоа бил исправен начин и да навистина топло го препорачувам на сите родители, особено на оние со деца со попреченост, да со своите деца бидат прво нивни деца, да не се срамат од нив и никогаш да не ги лажат, да им ја кажуваат вистината и реалноста, па макар да таа некогаш била и сурова. Јас нема да говорам за Александар Матовски Цако како творец низ сите овие 10 години во делот на поетскиот опус, затоа што мојата драга Тања толку убаво сето тоа го кажа. Нема да говорам за неговиот 29 годишен живот, кој што од 3 февруари наваму прерасна во општествено корисен работник, бидејќи се вработи во град Скопје, благодарејќи на едно младо другарче негово 12 годишна возраст и на хуманоста и визијата на градоначалникот Петар Шилегов. Затоа што Цако овие 3 недели доаѓа дома и вели, бе, будала ли сум што толку многу сакам да идам на работа, пошто некако, нели, како да треба да не се сака да се оди на работа. И навистина е многу горд и исполнет, благодарам град Скопје, што направивте Александар да се почувствува како општествен корисен член на нашата држава, за кое што веќе верувам дека со сопругот кој ќе кажеш еднаш дека е корисен и среќен, ќе речеме аман бе више доста добро во ред, така треба. Јас нема да должам многу, значи семејството сите знаеме колку е битна клетка. Александар е доказ за тоа дека во добро изградено семејство, во едни меѓучовечки људски поставени односи во тоа семејство се раѓа и убавина, и квалитет, и љубов, и топлина. Сега ќе ви се обратам вас. Еден дел од вас кои што ме слушале на други настани знаат дека милувам да кажам дека сите ние сме камчиња од делот на Цако, неговиот мозаик наречен нели Цако. Меѓутоа вечерва само ќе ви кажам. Ви благодарам што му ја давате целокупната поддршка од неговото раѓање до денеска. Што знам дека и во иднина ќе му ја давате, затоа што сите ние сме луѓе. Меѓутоа, ако се однесуваме вака како вие кон Цако
И како ние како семејство кон лицата со различности, само тогаш ќе го заслужуваме името човек, а не затоа што сме родени како ljudски битија. Ви благодарам. Почитувани гледачи, се наоѓаме во Младинскиот културен центар во Скопје. Туку што ја проследивме промоцијата на најновото поетско достигнување на Александар Матовски Цако. Неговата поетска збирка, односно збирка поезија насловена како Јас сум Цако. Цако го познаваме и ние многу добро познат по тоа што тој е лице со Даунов синдром, кое што е амбициозно, храбро и упорно. Токму таква и неговата поетска збирка. Неговите песни се посветени на неговите најблиски лица, на неговите родители, на неговото братче, на неговата сестра, на неговиот најголем идол Тоше Проевски. Александар Матовски Цако го знаеме како лице со Даунов синдром, кој што е голем борец за човекови права, а посебно за правата на лицата со попреченост, односно на лицата со Даунов синдром. Токму преку ова негово дело и преку неговата личност, тој докажува дека навистина не постојат никакви пречки. Цако, туку што ја проследивме промоцијата на твојата најнова поетска збирка насловена како Јас сум Цако. Како се чувствуваш? Јас се чувствувам супер, па поведете книгата, да прочитате да вреди да читат книги. Која е борака на творбите во стихозбирките? Па тоа што ви казав дека вреди да се чита и да размислува во полето на креативноста. Ви благодарам. Ти честитам и ти посакувам уште многу успеси. Кажи сега да или не, да знам, ќе дојдеш ли на рандеву. И в душа радост се, штом јас и ти, до зори ке сме пак. Саледно не знам јас, дал пак твој глас ке каже ја заборави. А сепак твоја сум, штом чув твој глас, те љубам мила знам. Знам ке дочекам еднаш, ке дојдеш ти со болка в град. Ке речеш прости ми мила, те молам за рандеву. О, кажи сега да или не, да знам, ке дојдеш ли на рандеву. И в душа радост се, штом јас и ти, до зори ке сме пак. Заледно не знам јас, дал пак твој глас ке каже ја заборави. Но сепак твоја сум, штом чув твој глас, те љубам мила знам. Одал ке дојдеш ти, одал ке дојдеш ти.